Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со партиска делегација во која се и поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски и пратеникот Владимир Ѓорчев од денеска присуствуваат во нова тридневна работна посета на Брисел, каде се предвидени средби со високи челници на Европската Унија и присуство на самитот на најголемата политичка партија во Европа. Според МИА од Брисел, Груевски денеска има средби со председателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, АФЕТ, Дейвид Мекалистер, а потоа и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. За утре е најавена средба со еврокомесарката Федерика Могерини. Присуството на овој самит на Европската народна партија со челниците на Европската Унија, како и билатералните средби со првите луѓе на Европската Унија, Груевски и делегацијата на ВМРО ДПМН се очекува да ги искористат за унапредување на соработката што неговата партија ја има со нив, како и за забрзување на македонските евроатлантски интеграции, со оглед на тоа што агендата за итно членство на Македонија во Унијата и во НАТО е врвен приоритет на ВМРО ДПМН и на неговото раководство. Во петок, поранешниот македонски премиер има закажано средби со пратеници во Европскиот парламент, меѓу кои и со известувачот за Македонија во Европскиот парламент Иво Вајгал. Скопје и Софија се блиску до потпишување договор за добрососедство. Заев во посета на Софија се само некои од насловите во грчките медиуми. Весникот Ризос Пастис коментира дека бугарската влада презела улога на трговски патник за евроатлантските интеграции. Според весникот, бугарскиот премиер Бојко Борисов вчера се ставил во улога на посредник во спорот меѓу Атина и Скопје за уставното име на Македонија. Во другите извештаи во Грција се пренесува Борисов дека Бугарија ќе подржи унитарноста на Македонија и интеграцијата на земјата во НАТО и во ЕУ. Ке направиме се што е можно со пријателска Грција да работиме заедно да ги решиме сите проблеми, бидејќи дестабилизација на Македонија значи и дестабилизација на нашите граници, ја пренесуваат грчките медиуми изјавата на Борисов. Грците го пренесуваат и Заев дека двете земји заеднички ќе го прославуваат Илинден на 2 август, кога ќе биде потпишан и договорот за добрососедство. Производителите на праски во Росоман денеска повторно со исфрлање праски протестираат незадоволни од откупот на родот. Земјоделците од овој регион кои произведуваат најмногу праски во државата испорачаа неколку барања, меѓу кои ослободување од плаќање закупнина за користење државно земјиште и воден надоместок, како и целосна исплата на штетата од мразот. Сдруженијето на овоштари Росоманска долина се огради од политичките партии и залагајќи се за правата на земјоделците побара мерката од 6 денари по килограм да трае цела сезона без ограничување на купната цена од преработувачките цени на индустријската праска. По само 6 месеци работа падна владата на Романија. Народните избраници изгласаа недоверба. Гласањето за доверба го побараа членовите на владеачката партија, а за нивното барање гласале 241 пратеника, биле потребни 233. 10 биле против. Владеачката социјалдемократска партија поднесе барање за смена на премиерот Сорин Гриндеану, наведувајќи дека не успеал да ја примени политичката агенда на партијата.